Почитувани, ќе даде ли конечно одговор генералниот секретар на владата на Република Македонија во врска со еден од најголемите корупцијски скандали на оваа власт? Докази и сомненија кои посочуваат за постоење на 7 милионската тендерска аванта за владиниот генерален секретар доаѓа од секој чекор. Ако авантата од 7 милиони која чувме од медиумите дека Рашковски ја договара не е точна, зошто тогаш чекорите кои Рашковски ги договара по кои италијанската фирма го добила тендерот се вистинити? Зошто на снимката на Рашковски се договараат кои заклучоци ќе се донесат и доколку се провери дали на вистина се донеле вистината е поразителна за оваа криминална власт? Рашковски на снимката договара заклучок кој владата на вистина го донела, зашто потврдуваат овие документи. И од тука имаме 10 прашања кои што треба да ги одговори господинот Драги Рашковски. Прво, зошто господине Рашковски манипулирате дека се работи за веќе договорен тендер, кога договорот е склучен на 14 декември 2018 година, 2 дена по состанокот кај вас во влада? 2. Доколку како што велите господине Рашковски дека од менаџментот знаеле дека со италијанската компанија имале негативни искуства, зошто не го поништиле тендерот? 3. Дали гласот кој се слуша на снимката е ваш? И дали се слушате како на представниците на италијанската компанија им велите дека тие се добитници, но дека имало проблем со процедурата? 4. Како е можно да биде доделен тендер на компанија со истечена тендерска документација? 5. Го повлековте ли господине Рашковски заклучокот на владата за кој председателот на МНАВ ви укажува дека е спорен? 6. Кои закони и подзаконски акти Сугарески и неговиот шеф на кабинет ги испратиле во собранието за изменување и што се требаше да се смени за да можете да го доделите тендерот на фирмата која посакувате? 7. Зошто го криете од компаниите учеснички на тендерот наодот на Бирото за судски вештачења? 8. Господине Рашковски, како според вас Италија, Шпанија, Франција и Малта се, простете на израз, еби ветар држави? Како се среќавате и ги гледате во очи амбасадорите на овие држави? И впрочем, што мислите за вашите помали коалициони партнери од ромска националност? 9. Дали и во другите делови од набавката инсистирате италијанската компанија да добие на непосредна спогодба, иако ви укажуваат дека не се работи за компанија која што е директен производител? 10. И за крај, господине Рашковски, кои се европските држави кои се наоѓаат под екваторот? Почитувани граѓани на Република Македонија, Македонија е заробена држава, а луѓето, како мојот колега Рашковски, за кои постојат сериозни сомневања за сторен криминал, се нејзиниот канцер. Заев, бидејќи молчи, очигледно и тој го штити истото како што го штитеше и Курто Дудуш. Молкот отвара сомнеш дали од договорената аванта имало и за првиот човек на владата. Време е за оставки. Време е за нови политички ликови кои што ќе направат нешто за Македонија и кои ќе го исчистат образот на лошото милје кое што го остава оваа ненародна власт. Потребни се оставки и тоа веднаш. Првиот чекор е од владиниот генерален секретар. Ви благодариме.